Се наоѓаме на градскиот стадион Гоце Делчев во Прилеп, прекрасна атмосфера, околу 8000 гледачи на овој наш стадион го очекуваат почетокот на надпреварот меѓу Победа и Озета Дукла од Тренчин во рамките на првото коло во Интертото купот. Синоќа, односно вчера попладне, да потсетам, екипата на Цементарница успешно дебютираше во овој куп совладувајќи го кол Хети од Грузија со 4:2. Можност е тоа секако да се направи една добра атмосфера и пред настапот на екипата на Победа и да се избори повален резултат, добра разлика во дуелот со словачкиот представник во овој прв надпревар пред реваншот што следува по 7 дена во Тренчин. Екипата на Победа во бели дресови со следниве 11 минути го почнува надпреварот. На голот Груевски со број 25, потоа со број 3 Стојковски, 4 Лазаревски, 5 Николаевски, 6 Стојковиќ, 8 Каранфиловски, 9 Здраевски, 10 Главевски, 13 Жилсон, 20 Петров и со број 23 Оливеира. Шеф на стручниот штаб е Драган Канатларовски. За екипата на Озета Дукла во црвени дресови ќе настапат следниве 11 фудбалери. На голот број 1 Липчак, 2 Шмелко, 3 Кончар, Хрнчар, 4 Конечни, 8 Ханко, 9 Куха, 10 Хорватовиќ, 11 Фабуш, 22 Цифранич, 25 Валацковиќ, 27 Поразик, тренер е Мирослав Караш. Почеток на надпреварот, фудбалерите на Победа во бели дресови, реков противникот во црвени. Одземена топката на средината на теренот. Може да бидат опасни Цифранич со број 22, потоа Фабуш 11 и Хорватовиќ со број 10, меѓутоа одземена топка Оливеира, миленик на гледачите, Главевски, немаше офсайд, сам има голема шанса, трета минута од надпреварот и Главевски бие покрај десниот директ на голманот Липчак. Лазаревски уште еднаш добро интервенира во одбраната и без фаул, вели судијата, спречен Здравевски. И сега на наспротивната страна голема грешка што успеа да ја казни Андреј Поразик, еден од најопасните во нападот на екипата на Озета Дукла. Значи на почетокот на 6-та минута Андреј Поразик го доведува својот тим во водство со 1:0. Имавме можност изминативе сезони да следиме некои од настапите на словаците, пред се Кошице во Лигата на шампионите, се разбира без голем успех во рамките на Лигата на шампионите. Сега да видиме уште еднаш Поразик, тоа е голема шанса, идеална за него можност и Гоце Груевски мислам дека го спасува надпреварот во овие моменти. Стојковски сега кон десната страна, топката дојде некако до Жилсон, дриблинг на Жилсон. Главевски, да видиме сега, голема шанса беше тоа за Жилсон, меѓутоа лошо. Лазаревски. Здравевски. Успее да освои топката пред Шмелко, можност е тоа за победа. Оливеира во 16-тикот, одличен дриблинг и можност за 1:1 гол. 1:1 изворедна акција. Најзаслужен можеби во почетокот на оваа акција Лазаревски, потоа Здравевски, на крајот Оливеира. Погледнете уште еднаш една мајсторија и на крајот и гимнастичка акробација на бразилецот Да Коста Оливеира. 22 минута од надпреварот, Победа покажува дека со активна игра може да дојде до посакуваниот резултат. 1:1 се враќаат аплаузите и добрата атмосфера на стадионот Гоце Делчев. Излезе со број 8 Ханко, со број 6 на негово место Карол Швац. И сега шанса за екипата на Победа во 16-тикот Оливеира. Доби одлична топка и уште еден гол на бразилецот Да Коста Оливеира. 29-та минута од надпреварот, изворедно издание на Оливеира. 2:1 води екипата на Победа и реков доколку вака продолжат со игра концентрирана, мотивирана, борбена, секако дека ќе може да се очекува повален резултат. Тоа и го прават во последниве 7-8 минути, 2 гола на најдобриот стрелец во македонското фудбалско првенство изминатата сезона. Оливеира, извореден удар и брани Липчак. Петров ја губи топката. 1 против 4, успеа да
застане на нозе. И да видиме сега, голема шанса е тоа за 2:2, погледнете само што пропуштија гостите Фабуш, сега Ондрович. Многу трчање, многу борбеност, многу физичка подготовка е потребно во овие надпревари. Дуел на Хорватович и Каланфиловски на спротивната страна. Погледнете каква акција, долго проигрување до Оливеира и негов хет-трик на овој надпревар. Изворедно игра бразилецот Рожерио да Коста Оливеира. 3:1 водство на фудбалерите на победа во 10-та минута на второто полувреме, значи 55-та минута вкупно. 3:1. Благодарение на изворедната концентрирана игра на Оливеира во завршниците на акциите, кога ќе се најде пред или во 16-тникот на голманот Мартин Липчак. Ристевски, како да се разигрува последниве минути. Главевски. По левата страна очекува топка Манов. Покрај Конечни. Успеа да го проигра Каранфиловски. Идеална ситуација. И погледнете што успеа да промаши Каранфиловски. Каква шанса, настапна за 4:1.